За 10 дена започнуваат уписите во средно. Прехранбената струка во Виница и годинава во неизвестност за ученици. Ке остане ли најновата образовна програма неатрактивна како лани? Минатата година одлучивме да отвориме и прехранбена струка во нашето средно училиште. Како за прв пат немаше некој поголем интерес за запишување на оваа струка. Потребата од ваков кадар ја наметна Мак Прогрес, најголемата компанија за производство на кондиторски производи во регионот, која вработува околу 400 луѓе. Согласно нивните потреби, Средното општинско училиште Ванчо Прке ја подготви и наставната програма. Прва година ги учат повеќе општи образовни предмети, меѓутоа понатаму во втора и во трета година посебно. Посебно е овде хемијата како предмет доминира и биологија исто така. Во трета година ја следува и практична настава и преговарано е на тој план со Мак Прогрес да праксата децата ја изведуваат токму во таа фабрика. Но освен пракса, Мак Прогрес на завршените прехранбени техничари нуди и вработување. Мак Прогрес компанија која континуирано се развива и инвестира во нови линии, така да и ќе се отворат и нови работни места. Секако тие луѓе, тие ученици кои ќе завршат во прехранбена паралелка ќе имаат предност при вработувањето, бидејќи ќе имаат некои основни предуслови и знаења. Во стимулирање на учениците да ја изберат прехранбената струка ќе помогне и општината. Како општина планираме да ќе го видиме интересот оваа година и за прехранбената и за текстилните струки. Од наредната година ќе понудиме и како општина и стипендии за учениците кои што би се запишеле на овие две струки, значи на прехранбената и на текстилната струка. Предходната година во оваа струка се запишаа само 10 ученици, кои поради недостигот на интерес учеа заедно со средношколците од хемиско-технолошката струка. Идентично како со прехранбената, во неизвестност се и текстилните струки во Виница, Штип и Делчево, кои секоја година запишуваат се помалку ученици, иако за сите нив вработувањето е речиси гарантирано.